Ова Олимписка 2014 година ќе изобилува со големи спортски настани. Се разбира, тука се пред се европските и светските првенства, како и зимските олимписки игри. Годината на спортски план започнува со европското првенство во ракомет, што од 12 до 26 јануари ќе се одржи во Данска. Македонската ракометна репрезентација ќе биде дел од континенталниот собир, а првенството ќе го стартува во група со Данска, Чешка и Австрија. Првиот настап нашата репрезентација го има токму против домакинот и стариот должник Данска, каде на европското првенство во Србија со гол во последната секунда успеа да забележи победа. Надпреварот се игра на 12 јануари со почеток од 20 часот и 30 минути. Најголемиот спортски настан во 2014 година секако се 22-те зимски олимписки игри, кои ќе се одржат во рускиот град Сочи од 7 до 23 февруари. Љубителите на зимските спортови ќе уживаат во богатата понуда што им ја нудат игрите во руското одморалиште. Остануваат само 30 дена од зимските олимписки игри во Сочи. Олимпискиот оган помина 65.000 километри и посети 2900 градови. На 7 февруари факелот ќе го означи почетокот на спортскиот надпреварувачки дух. Додека траат зимските олимписки игри, ќе стартуваат и осминофиналните надпревари од фудбалската лига на шампиони. Најинтересно ќе биде на дуелите помеѓу Манчестер Сити и Барселона, како и на надпреварот на Арсенал и Бајер од Минхен. Секако тука ќе бидат интересните дуели помеѓу Милан и Атлетико Мадрид, како и дуелот на Галатасарај и Челси. Најголемиот спортски фудбалски настан во 2014 година секако ќе биде светското фудбалско првенство, што од 12 јуни до 13 јули ќе се одржи во Бразил. Домакинот на ова првенство Бразил е најголемиот фаворит за освојување на златниот медал и освојување на 6-та титула. Италија има 4, Германија 3, Аргентина и Уругвај имаат по 2 титули. Титулата од пред 4 години во Јужна Африка ќе ја брани Шпанија, која со 1:0 ја победи Холандија во финалето на Мундијалот во 2010 година. Бразил првиот надпревар на првенството го игра на 12 јуни со почеток од 17 часот против Хрватска. Светскиот првак игра еден ден подоцна во реприза на финалето во Јоханесбург пред 4 години против Холандија, а надпреварот се игра во 16 часот. На крајот на летото ќе започне и светското првенство во кошарка. Мундо баскетот стартува на 30 август и ќе трае до 14 септември, а домакин е Шпанија. Светската титула ќе ја бранат Соединетите Американски држави кои на минатото првенство во Турција го победија домакинот. Македонската кошаркарска репрезентација не избори пласман на Мундо баскетот во Шпанија.